Сите ние се раѓаме, растеме, старееме, умираме. Нормален процес на еден жив организам. Токму кога станува збор за умирањето, припадниците на исламската вероисповед во Битула веќе со децении имаат проблем во однос на изведувањето на овие погребални услуги. Иако оваа заедница има гробна парцела во градот, проблем бил пристапот и процесот на самиот погреб кој за скоро треба да биде надминат, откако исламската верска заедница презеде голем чекор за ова прашање. Предуслови се исполнети, значи електрика, обезбедена вода за наводнување, обезбедено парцелизирање, најверојатно веќе ќе имаме и значи програма за интерен катастар на гробиштата, затоа што се соочуваме и со проблем, доаѓаат луѓе кои родителите им починале пред 20-30 години, па не знаат каде им се, значи се соочуваме и со такви проблеми, значи интерен катастар на самата гробна парцела, секој милиметар ќе биде точно дефиниран каде ќе биде каква ружа, каков цвет, каде ќе има парцела, каде ќе има зелена површина, каде ќе има место за одмор, значи некое мало фонтанче, 2-3 фонтани ќе има. Капелата е значи нешто, едно посебно дело кое има некаде околу 380 квадрати. Овој 30 годишен проблем требаше одамна да биде решен, но бирократски проблеми ги закочиле во активностите кои се надеваат дека до март 2016 година ќе ги почнат со засилено темпо за уредување на овие 3 хектари земја. Цела ова активност, сите овие зафати, значи со толку високи стандарди, верниците ќе ги коштаат значи минимално, односно еден сосема обичен, значи еден погреб без никакво значи членство во солидарниот фонд за погреби ќе ги кошта некаде помеѓу 12 и 15 илјади денари. Оние пак кои учествуваат со символични средства во солидарниот фонд треба да го пријават само смртниот случај во муфтиството. Според Плуми, исламската верска заедница овој проект ја чини £500.000 и решение на проблемот со погребувањето во наредните 60 години.